Општина Штип има издадено 10 Б интегрирани дозволи, еколошки дозволи за работа на економски оператори на територија на општина Штип, согласно нивните инсталации, такви се и на доместоците. Ние ги практично контролираме преку инспекторот за животна средина. Она која што сакам да го напоменам е дека вкупниот износ на финансиски средства на годишно ниво кој што го добиваме за минатата 2021 година е 230.000 денари, кој што е износ наменет практично за заштита на животната средина. Општина Штип издвојува на месечно и на годишно ниво средства за одржување на зелени површини, за нови садници, за едукација на дечињата од предучилишна и училишна возраст, за заштита на животната средина. Ова не е финансиски износ со кој што можеме ние значително само од овие средства да го реализираме планот и програмата на општината за заштита на животната средина, за подобрување на истата, туку е само еден износ кој што се наменува како дел од вкупните финансиски средства кои што се наменети за оваа основа. Она која што исто така сакам да го споделам е дека мораме како општина да ги засилиме контролите врз економските оператори кои што имаат своји инсталации, дали соодветствуваат со издадените дозволи, и практично да добиваме извештај на месечно ниво, за да не ни се случи да одреден економски оператор, одреден субјект да има повеќе инсталации од надоместокот кој што го исплаќа кон општината за Б интегрирана дозвола која што има добиено. Боров дол исто така еден дел припаѓа и на Штип. Колку добивате од Боров дол или дали во овие 230.000 и Боров дол? 8 милиони денари квартално практично добива општина Штип од страна на Боров дол, затоа што се експлоатира руда на територија на општина Штип. Ова се средства кои што значително помагаат во реализацијата на планот и програмата на општина Штип. Она која што се планира нормално за воиднина е изградба на пречистителната станица, која што е проект кој што е огромни финансиски размери, и сметам дека Боров дол, приходите кои што ги имаме по основ на ова може да допринесат за реализација на некој покрупен проект во насока на заштита на животната средина. Исто така, сите други надоместоци, како што ги напоменавме, овие надоместоци од компаниите, од економските оператори, од дозволите кои што ги имат добиено, се во насока на практично она која што го напоменав. Одржување на зелени површини, на доградување, зголемување на истите, набавка на садници, пошумување на општина Штип на целата незина територија, одржување на веќе постоечките паркови и едукација на најмладите генерации. Знаете дека еколошки денар се собере од регистрација на возила, има неколку ставки, тој е еколошки данок, меѓутоа поголем дел завршува во централниот буџет. Дали според вас треба навистина сите тие пари да бидат таму или треба да се наменат из општините? За да го унапредиме начинот на живот на нашите сограѓани, дефинитивно децентрализацијата од секаков аспект, најповеќе од фискален, треба да се случи за да граѓаните имаат директен бенефит. На секоја сфера практично имаме потреба од унапредување на состојбите во локалните самоуправи, во општините, така да секоја децентрализација, јас сум убеден дека граѓаните ќе можат директно да ја почувствуваат, затоа што локалните самоуправи непосредно на микрониво се задолжени да ги решаваат проблемите и потребите на граѓаните, пред се да ги таргетираат, да ги осознаат, а подосна и да ги решат. Доколку имаме повисок степен на децентрализација фискална, најголем дел од средствата кои што би припаднале на локалните самоуправи сигурно дека ќе бидат насочени кон решавање на одредени проблеми, но и унапредување на одредени состојби, зависно од нормално сферата, зависно од областа. Еве конкретно во делот на животна средина, доколку имаме повеќе ресурси со кои што би располагале финансиски, секако дека би ја унапределе животната средина на територија на општина Штип со секакви дополнителни средства по однос на поголема фискална децентрализација. Тие 230.000 дали се доволно воопшто нешто да се реши во градот? Па не, сепак сметам, затоа и напоменав дека се потребни поголеми
контроли од страна на инспекторите за животна средина. Впрочем, тоа ни го посочи и ревизијата која што беше направена во изминатите години, дека инсталациите не соодветствуваат со наплатените приходи по основ на Б интегрирани дозволи, и тоа е нешто на кое што треба да работиме заедно со надлежните инспектори за животна средина, да имаат почести месечни извештаи од она што го имаат сработено, да вршат почеста контрола на инсталациите на територија на општина Штип, за да практично соодветствува со средствата кои што ги прибираме по основ на оваа такса.